денешната пресконференција за првите 100 дена на ова влада. За нас овие се 100 дена на разочарување и манипулација. Овие 100 дена, ова влада, иако беше изгласана, ние не гласавме за истата, ни против, ни за да останеме неутрални, не разочара, како и мнозинството од граѓаните во Македонија, со одлуките кои ги донесе и приоритетите кои ги имаше во овие 100 дена. Како што и очекувавме, наместо интересот на граѓаните, ова влада почна, како и претходната, продолжи по истите постапки на партизација на институциите и државните институции. Ова, за жал, наместо професионалци, ставаше исто како и претходната партиски војници на важни државни институции. Друга важна индикација дека ова влада продолжува по истите стапки беше и изгласувањето на ребалансот на буџетот, каде за жал ниту еден амандман на движењето БЕСА не беше прифатен, иако мнозинството овие амандмани беа за подобрување на животот на граѓаните, за елементарни потреби како што е водовод, канализација и животна средина. Друг важен момент беше и најавата за уривање на темелите на традиционалното семејство во Македонија со некои најави кои цениме дека се спротивни и на нашата програмска определба, и затоа ние као движење БЕСА секогаш ќе се бориме за традиционалните фамилиарни вредности. Важен момент беше и постојаната манипулација на ова влада со законот за така наречениот закон за употреба за официализација на албанскиот јазик, кој според нас не е официализација, туку е само мало подобрување на користењето, на можноста за користење на албанскиот јазик, која цениме дека со ваквите манипулации, кои иако е ставено во процедура во овие 100 дена, се сомневаме дека истиот закон ќе биде изгласан пред изборите. Туку ќе остане уште една манипулација на ова власт. И на крај, дека ова власт има исти стандарди како и претходната, е фактот што уште движењето БЕСА нема свој член во Државната изборна комисија, иако јасно во законот е определено дека ние како четврта најголема партија од последните парламентарни избори имаме право да имаме свој член во Државната изборна комисија. Ова процедура е почната од движењето БЕСА и уште ние не сме нашле решение како пред изборите, односно како овие избори да се организираат од легитимна државна изборна комисија, која треба да има свој член и од движењето БЕСА. И за на крај, ние као движење БЕСА се обидовме да почитуваме да 100 дена не бидеме, да не се спротиставиме на сите овие одлуки на владата, да очекуваме и да се надеваме дека ова влада овие 100 дена ќе рефлектира и ќе работи во интерес на граѓаните ни државата, повеќе од што во интерес на своите лични партиски интереси и, за жал, во интерес на придобивање гласови во следните локални избори. Затоа, од денеска натаму сме тука да најавиме дека движењето БЕСА ќе денонсира за секоја одлука, за секој акт на ова власт, на ова влада, кој ќе биде нарушување на интересот на граѓаните, особено на албанците и на државата.